Откако заигра во стилот на харлемските глобтротери кои со своите екзибиции предизвикуваат овации и ја воодушевуваат публиката, плеймейкерот на Дуи пред гледачите објаснуваше на кој начин се обидел да го направи дриблингот со кој поентираше и го доведе во водство својот тим, кој до полусезоната беше пред испаѓање од лигата. Од седиштето овде се устанал да излезам. Кој кому се попречил овде? Кај да го заобиколам на жардинерата овде? Или да го туркам да го изфрлам од таму? Во борбата за враќање во елитното надпреварување не успеа доскорешниот капитен и прв шутер на противничкиот табор. Тој смета дека бил фаулиран, а и противничкиот играч направил дупла, па затоа изреволтирано реагирал, не само затоа што не бил досуден прекршок, туку затоа што не било санкционирано двојното водење на топката. Почна со неговата рака да ме турка или да ме фати за рака физички, на што одмавна со раката и ја отфрлив неговиот обид за физичко туркање. И тоа беше се. Судиите кои порано царуваа на терените сега во својство на коментатори го следеа надпреварот. Проценуваат дека наместо зона се играло човек на човек и под пресинг била направена обострана техничка грешка. За нив овој меч е сличен на неколку претходни, но изразуваат стравување дека ваквиот систем на надпреварување не носи квалитет, иако влегува во аналите. Силувањето беше обострано. Силувањето беше и од позицијата, и од опозицијата, каде што дојдоа мускулите да се покажуваат место аргументите, каде што порано имавме црн понеделник, па црвен четврток, па да вчера имаме и воден четврток. Водена среда, да. Наречем. Влажниот терен носи непредвидливи ситуации, такви што дури и творците на играта не можеле да ги согледаат при креирањето на незините правила. Со нивно широко толкување сепак доаѓа до заклучок дека немало целосно почитување, а сметаат дека кошот со амандманите бил погоден, но со грешка при нивното пренесување од фаза на напад во фаза на одбрана. Грешка во чекори на председателот на собранието. Ова е грешка во чекори. Познатите пак правдолюбци кои лично ги делеа на штиманите свирчиња со кои се пресудуваа досегашните надпревари, тврдат дека станува збор за одлична тактичка игра во која подадениот тайм-аут, екипата која се бореше за опстанок, успеала со промена на позициите да стаса до триумф. Значи, Талат Џафери, сега да се извлече од ова ситуација ако може, преминува кон едно познато средство, нападот е најдобра одбрана. И на крајот, за играчот, без чиј пик енд рол, неговиот партнер немаше да ги постигне клучните поени. Цената за тоа ќе оплати нивниот политички партнер од СДСМ, кој храбро застана за нив и го избутка сето тоа. За победничкиот тим тоа воопшто и не е важно. Тие и онака постојано се прв пик на драфтот, без никој да ми одземе топката, иако не 3, туку 315 милиони и 360 илјади секунди се подобрачот на власта.